Ова е Цивил 7, неделен политички видеомагазин во кој говориме за најважните настани во текот на изминатата недела. Јас сум Ирена Крџик, а во ова издание Цивил 7 ви прикажува. Спроведување на пописот во септември, работилници на Цивил во Штип и во Гостивар, панел дискусија на Цивил, кој и зошто организира и спроведува црни кампањи против невладините организации, 26 години од геноцидот во Сребреница, се дел од темите во ова издание на Цивил 7. Цивил одржа панел дискусија на тема кој и зошто организира и спроведува црни кампањи против невладините организации. Учесници на панелот беа Горан Ризаов од фондацијата Метаморфозис, Кочо Андоновски од ЛГБТИ центарот при Хелсиншкиот комитет, Павле Богоевски од Прогрес институт, Милан Спировски од ЗНМ, како и Марина Шкрабало и Иван Блажевик од Солидарна Република Хрватска. Павле Богоевски на панелот на Цивил истакна дека невладините организации се влакното во автократскиот сендвич, што поради нивната положба стануваат омилена мета на црната пропаганда. Денеска се решава преку влијание врз јавното мислење во домашната држава, каде што сакате да имате влијание. И поголемите држави се многу искусни во тоа, но покрај поголемите држави имаме и организирани структури кои што сакајќи да наметнат своја политичка агенда, се впуштаат во исти или во сличен тип на активности. Кочо Андоновски од ЛГБТИ центарот при Хелсиншкиот комитет на дебатата на Цивил изјави дека нападите врз граѓанското општество се антисемитизам и дехуманизација на едни цели групи луѓе. Овде е хранење на едно фашистичко чудовиште. И тоа почна многу конкретно со соросоидите. Глобалниот напад на Сорос, тоа е антисемитизам. И тоа не може никако поинаку. Меѓу другото, меѓутоа во основата на сите овие реакционерни мрежи е антисемитизмот. Горан Ризаов од фондацијата Метаморфозис на дебатата на Цивил вели дека тие имаат чувство како да се оставени сами од себе без никаква поддршка од институциите. Иако имам чувство дека сме оставени сами на себе. Дека немаме поддршка прво од институциите на системот, јавното обвинителство, а потоа и од другите граѓански организации. Бидејќи нападите се вршат на организиран начин. Значи тоа се стотици објави на Facebook. Тоа не е еднаш или два пати. И одат во бранови. Еден месец, па друг месец, па трет месец се споделуваат од истите акаунти, значи тие се веќе познати и така натаму. Милан Спировски од Сдруженијето на новинари на Македонија на дебатата истакна дека на социјалните мрежи се забележуваат низа вулгарности и закани кон новинарите и активистите од граѓанскиот сектор. Кај нас во изминатиот период, значи во однос на црните кампањи против граѓанските организации во државата, ситуацијата е подобрена ако се спореди со пред 5 години, но сепак бележиме вулгарни напади и квалификации во сегашно време и тоа од представници како и на парламентот, така и представници на поголемите политички партии кон новинари или група на новинари за кои претпоставуваме дека се мотивирани од недостаток на капацитет на јавна критика кон оние луѓе. Марина Шкрабало од Солидарна Република Хрватска вели дека валканата игра на црната пропаганда е тука за да остане и токму поради тоа ние мора да научиме како да се заштитиме од нејза. Да je ova prljava igra će ostati u našem gradu. Nemojmo se oko toga zavaravati. Na nama je da se bolje pripremimo i zaštitimo i budemo realni oko toga koje tipove kapaciteta nezavisni novinari, aktivisti, aktivistkinje i građani koji su meta takvih kampanja, to je onaj movable middle. One ljude koje oni pokušavaju spriječiti da se pridruže progresivnim pokretima. На панелот на Цивил, нашиот колега Џабир Дарала истакна дека македонското општество се ослободило од режимот, но дел од режимските инсталации се уште се присутни. Највидлива е токму црната пропаганда, која со различен интензитет се спроведува против граѓанското општество и тоа токму во периоди кога се одвиваат клучни настани и процеси во земјата. Македонското општество се ослободи од режимот,
но дел од режимските инсталации останува. Највидлива е токму црната кампања, која со различен интензитет се спроведува против граѓанското општество и тоа токму во периоди кога се одвиваат клучни настани, пресудни настани и процеси во нашата земја. Цивил спроведе работилници минатата недела во Штип и во Гостивар за европските вредности, недискриминацијата и мултикултурализмот. Работилниците се дел од проектот Европски перспективи следно ниво. На работилницата во Штип учествуваше и градоначалникот на Штип Сашко Николов, како и представници на невладините организации. По Штип, тимот на Цивил се упати во Гостивар на уште една од низата работилници за европските вредности, недискриминацијата и мултикултурализмот на локално ниво. Учесници на работилницата во Гостивар беа градоначалникот на општина Гостивар, доктор Арбен Таравари, членови на општинскиот совет, како и представници на невладините организации, политичките партии, медиумите и заинтересираните граѓани. Градоначалникот на општина Гостивар Таравари на прашањето на Цивил за тоа колку родовата еднаквост е застапена во општина Гостивар, тој одговори дека повеќе од 50% од вработените во општината се жени, вклучително и жени ги водат најголемите сектори и најзначајните во општината. Директорот на Државниот завод за статистика, Апостол Симовски, изјави дека пописот ќе се одржи без повторно одложување. Попишувачите ќе се однесуваат како да се во најголемиот пик на заразата, нагласувајќи дека не очекува дека пописот ќе регистрира повеќе од 1,5 милион жители во државата. Не планираме воопшто до ново одложување, нормално се ќе зависи од состојбите со пандемијата, меѓутоа со оглед на моменталните состојби не очекуваме дека барем во овој период во септември дека ќе имаме некој значаен пик како што тоа беше во март и во април годинава. Оно што ние сигурно ќе го направиме тоа да ги почитуваме сите мерки на заштита, независно какво е нивото на пандемијата, односно ќе се однесуваме како лица учесници во пописот на начин како да е најголемиот пик на заразата. Во својот едиторијал, насловен Највеселото сведоштво за еден мрачен период, Џабир Дарала пишува: се сликавме со експонатите на оваа изложба. Разговаравме отворено, исто како што пишувавме и говоревме сето тоа време. Период кога многумина не само што не се осмелуваа да говорат, туку и кокетираа или соработуваа со режимот. 7 години подоцна, овој извештај станува највеселото сведоштво за еден мрачен период низ кој минуваше нашето општество. Мислам дека е важно да ги зачуваме овие спомени, за да знаеме од каде доаѓаме, каде сме и каде не смееме да се вратиме. Пред нас е долг пат. Зошто би се враќале? Новинарот Зоран Иванов во својата колумна насловена "Чуму страв ако сме пирај" вели: ниту име изгубивме, ниту јазик, ниту идентитетот. Напротив, го депониравме фиром во историјата како сведоштво на едни времиња, на едни балкански сеништа што тука и таму се уште талкаат по овие простори, какви што се и сега и овие со бугарските антимакедонски политики. Во контекст на 26 годишнината од геноцидот во Сребреница, Цивил подсетува на репортажата на нашиот колега, новинар и активист Дехран Муратов, кој во 2015 година присуствуваше на одбележувањето на 20 години од убиството на над 8000 босански муслимани. Во меморијалниот центар Сребреница Поточари досега се погребани 6652 жртви на геноцидот врз бошњаците. 237 жртви се погребани на други локации во согласност со желбите на нивните семејства, а се трага по уште илјада исчезнати жители. И денеска, 26 години по геноцидот во Сребреница, сеќавањата и сведоштвата се толку блиски и реални низ звукот на тишината и празнината во очите на преживеаните, но оние што нашле трошка мир во гробовите на своите најблиски, но и во оние што немирно лутаат низ времето, барајќи ги своите исчезнати. Муратов вели: се вратив со мислите во Сребреница, таму како да запрело времето пред 20 години. Се чувствуваа смртта, солзите, страдањата, болката. Не видов ниту една птица да прелета. Додека минувавме низ селото, се гледаа неколку парцели со гробови, но исто така и во дворовите на некои куќи имаше по 1 до 2 гроба. Иако помина доста време, раните се уште не се излечени, ниту може да се залечат. Собрав сила само да си кажам:
никогаш повеќе да не се повтори Сребреница. Никогаш да не се повтори, никогаш да не се заборави. Тоа беше се за ова неделно издание на Цивил 7. Со повеќе содржини се гледаме следната недела.